Ова е Flash International, ги гледате на актуелните информации од светот. Денес штрајкуваа грчките железници. Штрајковите ги организира грчкиот оператор Треносе во знак на протест против приватизацијата на железниците, јавија грчките медиуми. Поради штрајковите, компанијата откажа многу од возните дестинации. Тунискиот председател Мосеф Марзуки денеска соопшти дека донел одлука да ја намали својата плата за 2/3 во рамки на напорите за справување со критичната финансиска состојба во која се наоѓа Тунис. Инаку председателот на Тунис прима плата од 20.000 туниски долари, односно околу 9.100 евра. Американскиот председател Барак Обама подпишал закон кој има за цел блокада на доаѓање на човекот кој Иран го избрал за свој представник во Европската Унија, Хамид Амуталеби. Со овој закон се забранува влез во Соединетите Американски држави за личност која се занимавала со шпионажа и тероризам и која представува опасност за американската безбедност. Европската Унија подготвува нов пакет санкции против Русија, кои би биле воведени во случај на ескалација на состојбата во Украина, изјави еврокомесарот за буџет Јануш Левандовски. Според него, овие нови санкции дополнително би ја погодиле руската економија и нејзините активи. Турскиот премиер Реджеп Тајип Ердоган до Уставниот суд на Турција поднесе тужба против социјалните интернет мрежи Twitter и YouTube затоа што според него ги прекршиле неговите и правата на неговото семејство. Во тужбата Ердоган бара Twitter и YouTube да ги отстранат содржините со кои се загрозуваат неговите и правата на неговото семејство, како и одштета од 24.000 долари. Ова беа актуелните информации од светот. Довидување.